Ние, како исламска заедница, се чудени од вакви типови на скандали кои постојано во оваа институција, која е уставна категорија, се случува, а без никакво сомнение дека ова е резултат на нефункционирање на правдата и на правната држава во Република Северна Македонија. Ценетиот и почитуваниот Раис Улема Хаџи Сулейман Ефенди Раџепи нема поднесена оставка. Дури и да поднесува оставка, крајниот збор околу неговата оставка го има Ријасетот на Исламска заедница, кој како колективен највисок орган го има правото и на одбивање на оставката. Така да Раис Улема е во неговата функција, го врши неговата функција и ќе ја врши и понатаму неговата функција, се додека го има довербата од Ријасетот на Исламска верска заедница. Од друга страна пак ве известувам дека се очекува да се одржува и седница на Ријасетот на Исламска заедница, зашто дополнително преку информативната служба на Исламска заедница ќе бидете известени за времето кога се свикува таа седница. Земејќи у предвид дека членови на Ријасетот се сите муфти од цела територија на Република Македонија, па е потребно време и на нивно координирање и нивно пристигнување во главниот град на Република Северна Македонија. Каква е оваа одлука со која што настапува Буџаку вечерва овде? Тоа не може ниту еден орган, не може ниту една владина организација да одлучува кој е Раис Улема и кој ќе биде Раис Улема на Исламска заедница. Исламска заедница е самостојна, Исламска заедница е автономна, Исламска заедница е автономна институција гарантирана со Уставот на Република Северна Македонија. Го има својот устав, го има своите правилници и согласно Уставот на Исламска верска заедница, ниеден орган, ниту една институција во државата не може да одлучува кој ќе биде Раис Улема. Луѓе, кога може судот да одлучува кој ќе биде поглавар на Македонска православна црква? Тоа е одлука на Синодот на МПЦ, не е на некој друг орган. Никој не може да одлучува кој ќе биде носител на верската юрисдикција на Раис Улема. Тоа е одлука на Ријасетот на Исламска верска заедница. Вакви скандалозни одлуки се случуваат само во Дивиот Запад, само во една држава во која не профункционира правниот систем. Ние не сакаме да навлегуваме во повеќе детали, најверојатно тие ќе ви бидат соопштени од кога целосно како највисок орган на Исламска заедница, како Ријасетот на Исламска заедница, од кога ќе ги разгледаме целата ова настаната ситуација после истекот на работното време. Ма се сомневате на политичка позадина на ова? Повеќе од јасно е тоа. Бараме луѓево нивното разочарување да си го покажат во нивните редови, да си го покажат во нивните организациони единици подалеку од Исламска верска заедница на Република Македонија. Впрочем, истата ова ситуација го има при 2015 година. Ако некој си замина као Зеланд во Унгарија, каде мисла да си замина другите? Исламска заедница е многу посвето и за нас, и за сите муслимани, него целиот политички живот во државата. Ние сме секуларна држава, согласно уставот на државата и во ова секуларност, согласно законот за положба на верските заедници, секоја верска заедница уставна категорија, секоја религиозна група регистрирана во државата Република Северна Македонија си го има внатрешното нејзино уредување и внатрешната иерархија. Согласно тоа внатрешно уредување, согласно внатрешните акти, согласно внатрешната иерархија на поставување на органите и институциите на Исламска верска заедница, Ријасетот е едно единствено тело која одлучува кој ќе биде носител на юрисдикцијата на Раис Улема. Уште еднаш ка повторувам, жалиме за вакви скандали што се случуваат токму во ова куќа, токму во ова институција, која ни малку, ни повеќе представува над 900.000 муслимани во Република Северна Македонија. Еднаш за секогаш, тие кои се носители на јавни политички функции треба да сватат нивните скандали, нивното разочарување, нека си го одржат таму, кај што ние како граѓани им го имаме дадено довербата, подалеку од Исламска верска заедница. Посакувам
Сакувам да се упаметат, ако не се упаметат, ќе се упаметат како тој што ни отиде како азилант во Унгарија. Рейсот Реджепи е во Скопје и очекуваме муфтиите од цела територија на Република Македонија да пристигнуваат во Скопје. Ќе одржиме вечера седница на Ријасет на Исламска заедница као највисок орган на ИВЗ. Ќе бидете известени за тоа, за времето и местото и исто времено ќе излеземе и со конкретна одлука. Имаше информации дека внатре има и финансиска полиција, точно ли е тоа? Финансиска полиција знае адресите. Друга страна, јас мислам дека премногу последно време, пошто ова хајка против ИВЗ почнало со управи за јавни приходи, со други закани и уцени и така натаму. Ја им порачува на политичарите. 2015 Груевски имаше апсолутна власт, која го немат овие. И замина азилант во Унгарија. За кај ќе одат овие? Исламска заедница за нас е многу посвета од целата влада на заедно. А кој е Скендер Буџаку? Не знам, прашете го него. Кога можеме да очекуваме исход од седницата? Ќе бидете информирани преку господинот Агрон Војника, ќе ви извести кога и каде, кое време ќе биде одржана седницата, бидејќи веќе очекуваме муфтиите да пристигнуваат од цела територија на Република Македонија. Некои биле тука, некои биле по други задачи, некои после 16:30 индикативно се случува ова ситуација, некога сите сме тука, така да ќе бидете известени, ќе бидете целата јавност известена. А го контролирате ли седиштето вие ово? Седиштето е контролирано. Седиштето е контролирано, целата просторија, внатрешна просторија нема никој. Као што сме ние тука, може да дојдете кога сакате, вратите на широко се отворени. Ова не е затворена институција, напротив, ова е јавна институција за исламските верници, но и за сите граѓани на Република Северна Македонија.